Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Јовица Илиевски говори за активностите од претходните 2 месеци и за капиталните проекти кои општината ќе ги имплементира оваа година. Говорот на омраза најмногу е застапен на социјалните мрежи, тврдат експертите. Најчесто се забележува на Facebook и Twitter. Писателката Жаклина Мучева го посети центарот на Сдруженијето на лица со посебни потреби Заедно можеме во Гостивар. Актуелниот градоначалник на општина Брвеница Јовица Илиевски во интервју за Кисиме Нада телевизија говореше за активностите кои што општината ги реализирала во претходните 2 месеци, а се осврна и на капиталните проекти кои општината ќе ги имплементира оваа година. Воедно со честитка на граѓаните им посака среќна и беричетна нова година. Добар ден и добре дојдовте во програмата на телевизија Кисиме Нада. На локалните избори кои што се реализираа во октомври оваа година, успеавте да го победите вашиот против кандидат на вториот круг од локалните избори, а со тоа практично започна и вашиот мандат како градоначалник на општина Брвеница. Кои активности ги реализиравте за овие 2 месеци од кога започна вашиот мандат како градоначалник на општина Брвеница? Благодарност и честитки до телевизија Кисиме Нада. Значи, во почетната фаза, овие 56 дена колку сме градоначалник, се судривме со тековните проблеми на населението. Значи, во првата фаза помалите проекти ги спроведовме, тампонирање на улици, зимско одржување на патот во село Гаргорница, продолживме со фекалната канализација, од поголемите проекти го започнавме проектот партерното уредување во село Брвеница, кој што е една од поголемите инвестиции. Во наредниот период почињаме со поголеми капитални инвестиции. Прв приоритет ни е проширување на општинската зграда, поплучување и асфалтирање на улиците и продолжување со фекална канализација. Во кампањата што го обетивме, значи сите што ги обетивме на населението проекти, 90% ќе ги исполниме, значи не се некои големи капитални, поплучување на улици, асфалтирање, канализација, тековните проблеми кои се судрува населението на општина Брвеница. Кажавте дека досега имате реализирано неколку активности во рамки на општина Брвеница, а во наредниот период следуваат оние покапитални, поголеми проекти. Поголемите капитални се поплучување и асфалтирање на улиците. Улицата Дубрава во село Брвеница, завршување на асфалтирање во село Седларце. Во село Челопек има 2 улици поголеми кои треба да се завршат во наредниот период. Во село Радиовци исто така имаме проект со асфалтирање на улицата во Поречко мало, така наречено, ќе биде завршени. Во Гаргорница имаме проект за водоснабдување за училиштето. Нема вода до сега, значи проект ние да донесеме вода и до училиштето во село Гаргорница и по други сите населени места. Имавме средба со сите преседатели на местни заедници да не ги изнесат тековните проблеми кои им се најбитни во наредниот период, во текот на годинава ќе биде сигурно реализирани тие проекти. Секогаш стоите значи на располагање на граѓаните, ги слушате нивните потреби и барања. И за крај од ова интервју, ако може да ни кажете што посакувате за себе, за граѓаните на општина Брвеница и еве на професионален план како градоначалник на општина Брвеница. Па прво здравје, среќа на сите жители на општина Брвеница и верувам дека тоа што го ветивме во нареднава година ќе го исполниме со заеднички сили, со советниците, со општинската администрација и начело со мене. Многу ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за деталните одговори на прашањата што ви ги поставив и ви посакувам среќна нова година и многу успеси во следната година. Благодарам и на вас, среќна нова година на вас, на сите жители на општина Брвеница и на сите жители во Република Македонија. Гостиварци главно ќе ја паметат 2021 година по ковид пандемијата, а најголема желба во новата година им е да има здравје и просперитет за младите. Погледнете анкетата што ја направивме на оваа тема со граѓаните и како на прашањата одговори градоначалникот Арбен Таравари. Ковид пандемијата што не дрма подолго време се чини ги зближи животните приоритети на луѓето.
Тоа може да се заклучи барем по одговорите што ги добивме од граѓаните на Гостивар во анкета на прашањата пошто ќе ја паметат 2021 и кои им се желбите за новата година. Главен белег за лани останува состојбата со коронавирусот, а во годината што е пред нас, најмногу од се сакаат да имаат здравје. Кои ви се желбите за новата година? Само пандемијата да заврши ово. Другото све ќе дојде. Само ова забрана да заврши, да бидеме слободни, не да се маскираме вака, да не се познаеме еден со други, да се плашиме, да се загрлиме. Па, посакуваме да бидат подобро, мислим, ами се надеваме да бидат подобро. Али пак не зависи од нас, и од политичарите зависат. Иначе, ако не, економијата не чини кај нас многу лошо е. И за младите, тие што завршија факултет, школу, сите бегат. Сите. Ја еден сен имам, заврши факултет, сега ќе оди Германија, тој без работа. Па желба е економија да биде добра, да има народ леп, да се промени мало Македонија, да буде, например, добро политичари. Тоа е тоа. Младите да останат, работно место да најдат овие што се одвек, тоа е. Друго, не знам. Здравје. Најважно од све здравје. А за кои ви се желбите за следната година? Па да биде подобро, да се има здравје, тоа, работа да се има. За градоначалникот Арбен Таравари лично ланската година била тешка поради загубата на својот татко. И тој на прво место за 2022 посакува здравје. За мене лично многу тешка година. Тешка година за повеќето граѓани, бидејќи се работи за година во која што поминавме низ тешки искушенија со COVID-19. Ја изгубив еден од родителите баш од таа болест. Изборна година, уморна година, меѓутоа тоа е тоа. Животот тече понатаму. За 2022 што би посакал, здравје, среќа, ништо друго. Другото се си доаѓа и си поминува, се е небитно. Истражување покажало дека 38% од испитаниците од различни земји ширум светот сметаат дека новата ќе биде подобра година од претходната. Говорот на омраза најмногу е застапен на социјалните мрежи, тврдат експертите. Го има во повеќе форми, а најчесто се забележува на Facebook и Twitter. Експертите потенцираат дека од круцијално значење е да се промовира медиумската писменост со цел едукација на граѓаните за препознавање на ваквите појави во медиумите. Живееме во модерно технолошки развиено време, постојано користиме технолошки уреди за меѓусебна комуникација. Со самиот пристап до огромниот број медиуми, често се забележува и говорот на омраза во нив, изразен во повеќе форми. Но како се дефинира самиот поим и што представува? Најдобро објаснување за тоа има Емилија Петреска Камењарова од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Неопходно е да го дефинираме поимот говор на омраза затоа што тој во изминатиот период толку многу често се користи што луѓето почнаа да го користат за се што не им се допаѓа, што ќе го чујат или прочитаат на медиумите. Значи има начини на изразување кои што можеби им се непријатни на поголем дел од луѓето што ќе ги чујат на поголем дел од општеството, но се заштитени со слободата на изразување преку судските пресуди, односно практиката на Европскиот суд за човекови права. Понатаму има, што значи апсолутно се и неказниви. Има други видови на говор кои што се казниви, но не се говор на омраза, како што се, например, навредата или клеветата, за кои што постои граѓанска одговорност според друг закон. За да говориме за говор на омраза, потребно е некој намерно да шири и да поттикнува дискриминација, нетрпеливост или омраза кон поединец или кон група, врз основа на некоја од карактеристиките кои што ги има како поединец или како припадник на група, а кои што се водат како забранети основи за дискриминација во македонското законодавство.
И Македонскиот институт за медиуми работи на повеќе проекти поврзани со дезинформациите, пропагандата и говорот на омраза. Оттаму информираат дека според нивните истражувања и истражувањата на различни граѓански организации, говорот на омраза и мразечките наративи многу почесто се создаваат и шират на социјалните и онлайн медиуми. Весна Никодиновска, раководител на програми од Македонскиот институт за медиуми, вели дека иако е така, сепак според истражувањата, најголем процент од граѓаните изразуваат недоверба во социјалните медиуми како сигурен извор на информации. Таа говори за праксата на неказнивост и бавното и неефикасно постапување на институциите во земјава во однос на случаите на говор на омраза. Една од причините за недоверба, повеќе причини за недоверба кон медиумите има, меѓу кои политичката наклонетост на медиумите, политичкото влијание кое што медиумите го трпат, потоа дезинформациите кои што се шират, пропагандата. Една од причините за недоверба во медиумите која што граѓаните изразуваат е всушност и говорот на омраза. Дури повеќе од половина од граѓаните, 57% се согласуваат дека медиумите во Македонија шират говор на омраза. 63% например сметале дека социјалните мрежи шират говор на омраза. Некои од причините за обстојување на говорот на омраза се праксата на неказнивост која што обстојува во државава и бавното и неефикасно постапување на институциите. Еве само како за пример, имавме случаи кога некои судови не ги третираат како медиуми интернет медиумите. Надлежните институции пак многу тешко ги идентификуваат анонимните собственици на медиуми или профили кои што се регистрирани во странство, например, преку кои што се шири говор на омраза. Дополнителен проблем е што голем дел од публиката која што се почесто се информира од интернет и од социјалните мрежи, нема доволно вештини, нема доволно знаења, умешност да може да го распознае говорот на омраза, за да може да го прекине понатамошното споделување на тие содржини кои што содржат говор на омраза, понатамошно реплицирање на тие содржини. Значи, корисниците некога само лајкуваат и споделуваат содржини кои што содржат говор на омраза, не се доволно свесни за тоа какви содржини споделуваат или лајкуваат, говорот на омраза само понатаму се пренесува до други корисници. Facebook и Twitter се социјалните мрежи каде што најмногу е застапен говорот на омраза, според истражувањата, вели Никодиновска. Додава дека забележлив тренд е оти во последните неколку години говорот на омраза е во пораст, а честа мета на говор на омраза се и новинарките. Писателката Жаклина Мучева го посети центарот на Сдруженијето на лица со посебни потреби Заедно можеме во Гостивар и однесе подароци, своји книги на брајово писмо и во аудио формат. За книгите се вели дека се најголемото богатство на светот, а љубовта кон нив треба да се развива од мали нозе. На читањето сега може да му се радуваат и дечињата со оштетен вид од Гостивар. Писателката Жаклина Мучева го посети центарот на Сдруженијето на лица со посебни потреби Заедно можеме, при што подари своји книги на брајово писмо и во аудио формат. Се работи за примероци од нејзиниот серијал Детски книги Деби Му, со забавна, креативна и поучна содржина. Јас сум автор на оваа книга, која што беше наменета за децата во оделенска настава. Меѓутоа, сакав да ги опфатам и другите деца кои што имаат проблем со видот. Затоа научив како се печати книга на брајева азбука и сама ја отпечатив оваа книга за да им помогнам на моите другарчиња кои што се слабовидни или воопшто не гледаат. Освен тоа, таа триологија која што јас ја напишав, значи книги 3 со различен наслов и ги снимив, значи има и CD со кое што може да се служат децата и да ги слушаат трите мои книги и да научат многу нови работи за животните, морскиот свет, за предметите и разни други работи. Сод мене уште да мргиме идеи, цела Ова иницијатива на писателката е за поздравување. Среќни сме што добивме можност да се вклучиме и со ваквите книги да ги израдуваме децата со пречки во видот кои го посетуваат нашиот центар. Изразуваме благодарност и се надеваме дека соработката ќе продолжи.
Веселата атмосфера и вниманието им се важни на децата со посебни потреби, особено во периоди на празнување. Во центарот на Заедно можеме, по повод новогодишните празници, дојдоа многу гости, кои се дружија со дечињата и им подаруваа пакетчиња. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски во интервју за новинската агенција МИА зборуваше за случајот со модуларната болница во Тетово во која животот го загубија 14 лица. Тој истакнува дека обвинителството веднаш започнало со активности за утврдување на причината за случување на трагедијата. Во делот на модуларната болница во Тетово исто така жал ми е што повеќе наши граѓани ги изгубија животите. Обвинителството информираше дека уште вечерта отпочнате увидот дека на колегите од Основното јавно обвинителство Тетово како помош со оглед на таа трагедија им беа упатени двајца дежурни јавни обвинители од Основното јавно обвинителство во Скопје, дека веднаш обвинителството отпочна со преземање на действија во делот на утврдување на определени факти и докази. Познато е дека во тој дел се понуди ја за соработка и германски експерти, ние тоа го прифативме. Во тој дел исто така на располагање на колегите кои ја водат истрагата им ставивме на помоши 4 обвинители од висшите јавни обвинителства за да можат со нив доколку најдат на определени проблеми, потешкоти во прибирањето на доказите да се консултираат. Зборувам за висшите јавни обвинителства во Скопје и Гостивар. Кај модуларната болница, во случајот со модуларната болница, прибрани се скоро сите докази, освен се уште ја чекаме експертизата од германските експерти. Чувствувам за потребно, бидејќи често не најдуваме на разбирање јавноста, да ја појаснам и работата на јавното обвинителство. Обвинителите сами не можат определени действија да ги преземат. Упатени се во делот на соработката со други надлежни институции, например определени докази, определени факти, околности се прибираат од други институции и таа постапка подолго трае. Формирани се 4 истражни центри на ниво на државата и тоа во Основното јавно обвинителство Скопје, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во Скопје и основните јавни обвинителства во Тетово и Гостивар. Овие истражни центри немаат само за функција да може да се гони организираниот тешкиот криминал, но мислам дека со нивно функционирање ќе се обезбеди поголема ефикасност на јавното обвинителство во делот на прибирањето на доказите и истрагите, особено ќе може или се создаваат основи за преземање на действија од страна на самиот јавен обвинител, без да чека тоа тие действија да ги преземат надлежните органи и со тоа ќе се зголеми ефикасноста на јавното обвинителство. Групна физичка пресметка во Маврово. Приведени 8 лица. Физички напади пријавиле и жител на Брвеница и 58 годишна тетовка. Следува полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар вчера околу 18 часот и 15 минути лишиле од слобода 4 државјани на Република Косово на возраст од 27, 30, 29 и 19 години и 4 лица од Гостивар на возраст од 29, 25, 41 и 30 години, поради сомнение за нивна инволвираност во меѓусебна физичка пресметка, која околу 14 часот и 50 минути се случила на ски терените на Бистра во Маврово. Според пријавеното во физичката пресметка биле употребени и тврди предмети, а 2 лица се здобиле со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде во меѓувреме биле пренесени за укажување лекарска помош. Сите инволвирани се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде изготвена соодветна пријава.
Ноќеска во 3 часот и 45 минути 23 годишникот Тетовска Брвеница во СВР Тетово пријавил дека околу 1 часот и 30 минути во Тетовско Долно Седларце по претходна расправија физички бил нападнат од 20 годишник од Јанчиште. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 22 часот и 15 минути 58 годишна жена од Тетово во СВР Тетово пријавила дека нејзиниот 55 годишен брат околу 20 часот и 30 минути во домот физички ја нападнал. Се расчистува случајот. Вчера околу 17 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека на улица Маршал Тито во Тетово настанал пожар во патничко моторно возило во движење Volkswagen Golf со тетовски регистерски ознаки, управувано од 29 годишникот селце. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот целосно е локализиран. Нема повредени лица, увид извршила екипа од СВР Тетово. Изминатиот викенд на 1-2 јануари од 22 до 3 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола дали и колку од возачите управуваат под дејство на алкохол. При контролата откриени и санкционирани се 12 алкохолизирани возачи, од кои дури 11 на Тетовското подрачје и 1 на Гостиварското, кои веднаш биле исклучени од сообраќај и им биле одземени возачките дозволи. Санкционирани исто така се и 14 други видови сообраќајни прекршоци. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.